Кој забележуваме приклучен на мобилен, го молам да го исклучи гласот на мобилниот, затоа што се јавува фонија. Jedna nová pozícia arbitrátorná bude. Еве да почекаме уште некоја минута. Сега е точно 2 минути до 20 часот. Веќе е 20 часот. Време е да почнеме, ќе почекаме некоја минута, додека почекуваме да се подсетиме на правилата, кои што се непишани правила при онлайн средбите.
би ве замолил микрофоните да бидат исклучени во целиот тек на средбата. Ако сакате нешто да прашате, искористете опцијата за подигање на рака, која се наоѓа во горниот десен дел, значи raise your hand опцијата, и ако имате во текот на презентацијата некои прашања, ве молам запишете ги, поставете ги затоа што немате, поставете ги покасно затоа што немате пристап до чет функцијата, затоа што сите сте гости тука. Не постои друга никаква можност во врска со тоа. Денес на оваа наша средба ќе се запознаеме со начините на кои што вие како наставници можете да вршите презентација на PowerPoint презентации, че како тоа најдобро може да се направи, колку начини постојат и во што се предностите и разликите во секој од тие начини. Исто така, на почетокот, изумив во вчерашното образложување да спомнам една многу важна опција, е за тоа како да направиме линк за да можат родителите на нашите ученици да ги гледат тетратките што ги креиравме минатиот час, минатата средба. Че тоа е нешто што го испуштив минатиот пат, ама сметам дека е многу значајно, па за таа цел првин тоа ќе го представам, а делот со презентацијата ќе биде пократок. Значи тоа е она што денес треба да го направиме. И уште нешто да напомнам, бидејќи оваа средба оди во живо, а со опцијата што имам за снимање на часот, најдобро опциите што ќе ги образложувам е да ги видите ако ги правите во моментот додека јас ги правам, или пак доколку ја следите снимката од оваа средба, каде што може детално да се видите кое место јас кликнувам, што правам при тоа, за да се добие тоа што е тука. Ќе почекаме уште 2 минути да започнеме со нашата средба. Како што ви најавив, на почетокот ќе дискутираме за тоа како можеме да му дадеме линк на родителите, на секој ученик посебно, или на одреден ученик, за да може да ја види работата на неговиот син или ќерка. Предноста на тоа е што и зошто тоа може да се направи, како што видовме во минатата средба, ние можеме да креираме клас ноутбук, односно дигитална тетрадка за цело наше оделение, во која што беа сите ученици сместени, а токму поради тоа можеме да креираме и линк за секој ученик поединечно. И тој линк ќе биде read-only и родителот, односно старателот на ученикот, со користење на тој линк може да пристапи во тоа што го работел неговиот син или ќерка. Па мислам дека е време да почнеме. Напомнувам дека опциите што јас ги кликнувам од моја страна, за да уклучам било која опција, јас усно ќе ги образложам, а добро вие ќе ги забележите кога ќе го гледате видеото. За да споделите класично на стрелката, или пак ако некој е љубител на кратенки, тоа е Ctrl Shift и E. Кратенката со чија што помош се отвора делот за споделување. Јас сега ќе го споделам целиот мој екран, значи сега да објаснам во врска со на сликата ќе се гледа, а вие ќе го гледате на видеото. Кога ќе кликнем опцијата за share, значи може да го направите сите на вашиот компјутер што сте во можност, во горниот лев агол имате include computer sound, односно да го вклучите звукот од вашиот компјутер. Тоа е многу добро да го направите ако презентирате YouTube клип. Имате неколку опции. Првата колона Извинете, не ви се гледа. Да, јас го објаснувам, не може да се гледа затоа што ако го споделам, нема да може да го видите покасно на снимката. Разбирате, јас ќе го споделам екранот, ама вие не можете да го видите тоа што го кажувам сега. Сега ова го објаснувам за да можете да го видите на снимката кога ќе ја гледате.
Разбирате, да го искористам презентацијата за на снимката да види. А од левата страна имаме include computer sound. Имате desktop, window, PowerPoint и whiteboard како опции. Јас ќе го изберам скрин 1 затоа што имам два монитори, сега веќе ќе го имате тоа што требаше сподели. Екранот што ни е на располагање. Наредно, како тоа ќе го направиме? Знаеме дека кога ќе појдеме во Teams, ќе го креираме, еве сега забележувате дека имаме, особено состаноци, моментално два состаноци кои што се во тек, кои што можете да забележите тука. Сега ќе пробам да влезам во секој од нив, да видам дали има некој присутен што го сгрешил состанокот. Ова е нашиот тековен состанок, значи тој е во ред. Сега ќе кликнам на другиот состанок, значи се е во ред, можеме да продолжиме. Нашето оделение, што го креиравме, беше 7-1 оделение. Кога ќе во 7 оделение, кога ќе кликнеме на делот General, минатиот пат креиравме клас ноутбук, дигиталната тетрадка за оделението. Ако ја избериме дигиталната тетрадка, почекаме сега да се пополни. Ако кликнете на стрелката и да ги отворите секциите и страните, ќе ги видите дека ние имаме 3 ученици. Кој што зборувавме минатиот пат како да му доделиме задачи што требаше да ги сработат. Но сега како да појдеме до делот за да го добиеме линкот што треба да му го испратиме на родителот. Забележувате дека имаме файл Home менијата, ќе го избериме клас Notebook како опција и ќе избериме опцијата Manage Notebooks, значи ќе управуваме со дигиталните тетрадки или со дигиталната тетрадка. Сега, напомнувам, ова е ако работиме во самата апликација Teams. Забележувате дека делот за Teacher Only ни е овозможена. При тоа можеме како дополнителна опција да го заклучиме просторот за соработка, доколку не сакаме учениците да повеќе да пишуваат во тој да соработуваат, односно се сконцентрираат на тоа што работиме. Исто така тука можеме да го копираме линкот од тетрадката за која што станува збор. Но овдека не постои линкот за родителите. Значи, тоа покажува дека преку Microsoft Teams апликацијата во соодветното оделение, во соодветната дигитална тетрадка за тоа оделение. А зошто екранот не е споделен, не се гледа? Беше споделен, се прекина. Споделувањето и сега го вратив назад. Сега? Мислам дека е во ред сега. Да, Значи, се гледа. Во ред е. Проблем е со интернетот, Не, најверојатно. сега да. Во ред е. Значи сега, напомнувам, во соодветната тетрадка, во соодветното оделение, во соодветната тетрадка за оделението, во делот клас ноутбук не можевме. Но, ајде сега да видиме. Ако ја искористиме опцијата Open Improviser, значи имаме две опции на располагање, и ако искористиме опцијата Open Improviser, таа што е првата од понудените две, ќе ни се отвори оваа дигитална тетрадка во пребарувач. Кај мене се отвори во Internet Explorer. Ќе почекаме да се пополни. Можеби ќе треба да ги впишиме генералиите, односно юзернем и пасворд, повторно да се логираме. Ни се отвори истата тетрадка во пребарувач. Ако сега кликнеме на клас ноутбук, ги имаме истите опции што ги имавме претходно. Manage Notebooks е црната тетрадка десно. Потоа ќе ја запамтите затоа што таа нуди дополнителни опции. Тоа е овој дел овдека. Ако кликнеме на тој дел тука, би требало
да ни се отворат опциите. Би требало да се отворат. Че да се отворат опциите за менаџирање на тетрадката. Во тој дел мора да имаме опција. Нешто не е послушно денес. Дали се отвори друг прозорец, може би. Еве го. Побара да се регистрираме, да го запишите. Вашиот акаунт. Почекаме да се вчитаат сите тетрадки, значи во делот Manage Notebooks ќе ги вчитате сите тетрадки што ви се на располагање. Сега забележувате дека, ќе пробам да го зумирам сега, освен делот со секциите каде што може да додавате или ако кликнете на моливчето да ги измените, го имате истите две опции како што ги имавме во Teams апликацијата, но сега имаме да управуваме со просторот за соработка, односно со пермисите или дозволите што ќе можеме да ги дадеме на учениците, кој како може да прави. Ќе го изберам тој дел, да видите што се крие се тука. Ако го избериме тој дел, имаме информации дека имаме тројца ученици во тој простор, а ако сакаме можеме да додадеме секција. Но ова не е тоа што не интересира, веќе го зголемам. Значи, не ни треба, ако сакаме, можеме на тој начин да додадеме секција, односно дел. Нас не требаше делот за родители. Тој е делот за родители во Parent and Guardian Links. Значи, тука ќе ги генерираме линковите за родителите од вашето оделение. Ако кликнеме на овој дел тука, забележувате следното. Првиот дел ни е Content Library, односно тоа е библиотеката, ако се сеќавате од минатата средба, во која што ја ги зачувавме материјалите во кои што наставникот може да уредува, а учениците може да гледаат. Значи тоа може да го добиеме, да го гледаат родителите, ако кликнеме на Get Link. Ако кликнеме на Get Link, добив информација дека администраторот, тоест јас оваа опција сум ја забранил, за да не можат родителите да видат и да сака наставникот да видат што планирал наставникот. Значи оваа опција е забранета во мојот случај, но другата опција за тетрадките на учениците не е. Можеме во делот Individual Students да му дадеме read-only link, значи кога ќе го направиме линкот, родителот може само да гледа. Може да изберам било кој од овие три ученици, еве ќе го изберам третиот ученик, и ќе кликнам на Get Link. Значи, еве и оваа опција добивам информација дека е исклучена, ама сигурен сум дека не е исклучена, затоа што овдека имам некои забрани. А ако сакаме на сите ученици, ќе кликнеме во тој дел и автоматски се генерира линк за секој ученик во неговата приватна тетрадка. Че ќе се добие линк. Сега ова не е баш добро, затоа што одеднаш се добива линк за целата тетрадка, а овој дел е многу попаметно да се искористи, затоа што добивате линк за секој ученик посебно. Значи на тој начин добивате линк, еве ќе го изберам вториот ученик, кликнувате на Get Link и вие како наставник ќе го добиете линкот кој што треба да му го испратите по мејл на родителот, за тој да може да си ги види сите работи што ученикот, што неговиот син или ќерка ги направил. Значи ова е за делот за уредување на дигиталните тетрадки. Значи, напомнам, сега ќе ги исклучам сите овие опции, ќе се вратам назад на почетната. Значи, напомнувам дека почнавме од OneNote апликацијата, мислам од Teams апликацијата, но исто така
ова можеме да го направиме и од било кој пребарувач, ако ја напишеме почетната office.com почетна страна и потоа кај мене од левата страна, кај вас може да биде хоризонтално поставено, ќе барам не OneNote, туку ќе барам Class Notebook од опциите што ни се на располагање, бидејќи ги нема, ќе ги кликнам сите апликации и ќе ја најдеме апликацијата OneNote Class Notebook, што е тука. Кога ќе ја кликнеме незе, ни се отвараат трите опции кои што завршивме минатиот пат. Можеме да креираме тетрадка, да додаваме и отстрануваме ученици, да додаваме и отстрануваме наставници или да ги управуваме сите наши тетрадки. Предноста на овој начин, што јас ги гледам сите мои тетрадки, што се креирани. Сега бидејќи е малку ситно, јас ќе зголемам вака и сега да забележите како е записот. Например, во дигиталната тетрадка за прво еден, тема 1А, број решавање проблеми, во заграда нема Teams, за разлика во 6 оделение каде што има Teams. Тоа значи дека оваа дигитална тетрадка е поврзана со Team, со оделение, за разлика од другите што не се поврзани. Значи јас ќе изберам сега, еве оваа, 6 оделение, тетрадката. Ќе одзумирам малку. И ќе го добиете истиот изглед од претходно. Хајде сега да провериме дали случајно од овој начин можеме да пристапиме на тоа што зборувам. Ако искористиме линкот за Parent and Guardian Links, треба да ни се отвори истата листа од претходно. Еве сега ќе изберам било кој ученик од тоа оделение. Сега овдека се гости. Еве, например, Габриел Талески и ќе кликнам Get Link. Значи, овој момент е кај мене забранет, бидејќи јас сум администратор во моето училиште, ќе го отворам сега овој линк, да си го зачувам и за да видам што е проблемот, за да можам вечер да го средам и за наредната средба да ви го покажам. Че очигледно нешто изменето од вчера. Значи, на овој начин се добиваат линковите. Со тоа, го завршив тоа што го пропуштив минатиот пат. Сега ќе продолжиме со тоа што ми беше целта за денес. Целта за денес ми е да ви покажам како можеме наедноставно да презентираме презентација. Зошто се одлучив на овој начин? Затоа што најчесто наставниците при своите синхрони сесии, значи со двострана комуникација како што треба да биде оваа година, би користиле, моја предпоставка е презентација во своите часови. Забележувате кога ќе се логирате на порталот од Office 365, PowerPoint ви е трета икона од најгоре. Ако изберете незе, ќе го добиете полето што е слично како ова овдека. Во најгорниот дел имате нова презентација. Ова се најразлични дизајни во кои што вештачката интелигенција многу добро функционира, затоа што со самото пишување на еден поим се добивате различни дизајни. Еве, например, видите како би изгледало тоа. Че не навлегувам се како се прават презентациите, ќе зборуваме за тоа. Пример, сакаме нашата презентација да биде за автомобили. И сега автоматски самиот PowerPoint ни нуди изглед за автомобили. Ако сакаме да направиме, пример, нов слайд, забележувате дека од десната страна веќе имаме различни идеи за тоа. Ова беше само колку да ви прикажам што се може тука да се направи, но тоа не е главната цел. А горе новите презентации имате информација дека се снимаат во OneDrive
Имате опција да ги скриете темите, но тоа не е толку пожелно да го направите. Ова ви се препорачаните презентации што ги имате вие отворено. Овдека долу стојат излистани скорешни, тие што се ставени пин да бидат секогаш најгоре, кои што се споделени со мене или така натаму и така натаму. Овдека може да ги гледате на различен начин. Ова опција ја имате сите, што имате Office 365 акаунт, и ученици, и наставници, и при тоа не мора да го имате, и при тоа, повторувам, не мора да имате PowerPoint инсталирано на вашиот компјутер. Еве сега јас ќе отворам една презентација, ќе отворам намерно една англиска презентација, затоа што тоа што сакам да ви го прикажам е можно само ако е на некој од јазиците, затоа што се уште за жал на македонски не е. Забележувате дека сега презентацијата ми се отвори во пребарувач, затоа што горе имаме веб адрес. Леснотијата во работата на овој начин, што ако сакам да го променам името, нема сега да одам во файл, па rename, да го сменам името или да го симнам на мојот компјутер, едноставно ќе кликнам овдека горе, кај што му е името, и автоматски можам да го променам името на тетратката. И при тоа сите зачувувања се прават автоматски, нема потреба да појдете на сев. Кога ќе презентирате готова презентација, треба да појдете во делот View. Значи ова го имате сите што имате Office 365, затоа почнувам од тука. Имате неколку опции, ќе почнем со ред. Првата опција е да почнете од почетокот на презентацијата. Втората опција е да почнете од било кој слайд што го имате. Овој делот за кој што сакам да зборувам, овој дел, е да ја презентирате во живо вашата презентација пред луѓе што во моментот не се тука, не се на состанок или се било каде во светот. Со оваа опција можете, например, учениците, хипотетички, држите од прво до трето во училница час, со истата презентација, вие можете да го споделите линкот и ученикот што е дома, со помош на линкот што ќе креирате, ќе си ја гледа презентацијата. Истата што вие ја прикажувате на час. Само што нема да слуша тоа што го зборувате. А инаку ќе ја следи истата презентација. Овој делот е за преводи. Еве сега овдека избираме јазикот каков е, тој што се зборува. Сега ќе ви прикажам. Преводот, бидејќи текстот е на англиски. Еве јас ќе изберам, може би имаме некој што знае германски, или ја ќе изберам српски. И то српски кирилица. Сега, значи, што правам јас? Јас подесувам презентацијата што имам, која што е на англиски. Уклучувам превод и подесувам преводот да биде на англиски јазик и при тоа можам да изберам каде сакам да ми биде преводот. Над слайдот, под слайдот, од озгора или од оздола. Моментално избрана опцијата below slide, значи под слайдот. Наредната опција, Rehearse with Coach, ова е многу добро доколку сакате да ја извежбате презентацијата. Например, имате временски лимит од 10 минути и треба вие да го постигнете тоа. Делот за белешки, имате опција за зум, да зумирате одреден дел од презентацијата и да го прикажете преку целиот екран. Сега јас да ја подесам опцијата за Present Live. Ако кликнете на таа опција, ќе забележите дека имаме две опции. Луѓето во мојата организација, тоест во вашето училиште, или било кој. Јас сега ќе изберам било кој. Сега да видиме. Треба да се појави опција. Почекаме некоја минута. Еве, сега ќе видиме. Ајде да видиме, ова е опцијата што најверојатно не е овозможена во овој момент. За да ја почнете презентацијата, можете да го направите на неколку начини. Иво ќе ви го покажам, најверојатно во овој дел не функционира.
Сега ќе го зголемиме делот. Презентацијата може да ја почнете од овој дел, но исто така можете и најдолу имате опција со оваа икона, слайдшоу, или пак, ако сте љубители на кратинки, да ја почнете со F5. Еве, јас ќе ја пуштам само да го видите тоа. Забележувате дека сега презентацијата е на англиски, но преводот, што требаше да се појави, еве го, од оздола, затоа што побрзав изгледа јас. Забележувате, ова не одговара баш со тоа што е напишано. Тоа што може би јас се избрзав, затоа не е синхронизиран. Дека јас не гледам никаде Нов Зеланд. Ќе го прекинам овој дел. Ќе се обидам да наместам. Например, еве, германски. И сега ќе ја пуштиме презентацијата. Јас сега ќе почекам. Дали преводот ќе биде на германски. За некој што знае германски треба да потврди дали е добро или не е добро, но ова не Да, добро е. ова е преводот на слайдот што е во моментот што оди. Ова го имаме како опција сите. Значи, ако најдете презентација на било кој јазик, бидејќи постои опција, ова е машинско преведување, вештачка интелигенција, но сосем е доволно за да можеме да се снајдиме. Значи, сега ќе го прекинемо, ти не е тоа целта на тоа што требаше. Значи, ова е начинот на презентација од нашиот портал. Друг начин како можеме да презентираме презентација е преку апликацијата Teams. Апликацијата Teams, како која што ја користиме, каде што сме сега на состанок, сега ќе ја извадам тука. Значи, поделот се оделенијата. Сега, јас морам да го прекинам споделувањето во овој дел и да прикажам како се споделува презентација преку Teams. Значи, кликнувате на иконата, повторувам, ова не го гледате вие сега, ќе го гледате на видеото. Кликнувате на копчето за споделување, тоа што е квадратчето со стрелка надолу. Имате неколку опции. Првата опција ви да го споделите целиот екран, втората опција ви е да споделите прозорец, било кој што го имате на компјутерот, и да имате отворено пребарувач, ќе отворите прозорец. Прозорците се именувани со имиња и ќе го изберите тој, што сакате вие. И имате трета опција, што е специјален дел за PowerPoint. Сега, јас ќе го изберам првиот дел и ќе ви презентирам презентација од... Еве, ќе го презентираме делот од компјутер, доколку вие поседувате персонален компјутер во кој што вие имате инсталирано PowerPoint презентација. Еве, јас ќе изберам моја презентација. Оптека, и целта да ви покажам е следното. Еве го слайдшоу видеото, имаме Presenting Online, опцијата што ви ја спомнав претходно. Значи, Present Online опцијата е бесплатна јавна услуга која што му дозволува на другите да ја гледаат вашата презентација во пребарувач. Сега ќе кликнам на таа опција и се доби ново прозорче во која што имам информации дали да му дозволам на тие што ќе ја гледаат за да си ја симнат презентацијата, ќе му дозволам да ја симнат. И ќе кликнам на Connect. Сега самата програма ја подготвува презентацијата. Забележувате проценти се движат, ќе го зголемам. Дојдовме до 95. Еве го линкот од презентацијата. Значи, јас ќе ја копирам ова
И сега во четот ќе ви ја испратам на сите за да можете да ја отворите доколку некој од вас сака да проба да ја напише, да ја отвори. Имаме опција да го копирам, да го испратам на мејл, да го испратам во порака и сега да ја кликнам Start Presentation. Јас сега ќе ја кликнам оваа опција и се отвори презентацијата. Ова што го гледате сега во моментов, а што оди и кај мене и кај вас, е различно од она што во суштина оди во живо. Јас намерно го избрав овој преглед за да ви прикажам што добивате на овој начин ако правите презентацијата. Забележувате дека најгоре имате 4 опции. Последната опција е да ја прекинете презентацијата. Во делот Display Settings горе имате 2 опции. Бидејќи јас имам 2 монитори, ова ми дозволува да префрлам од еден на друг монитор, а можам да го дуплирам на двата монитори. Моја препорака е и да имате 2 монитори и 3 на располагање, да го исклучите мониторот ако сакате најдобро да го видите како тоа изгледа. Во вториот дел е да се споделат белешките. Се што стои во овој дел овдека напишано да биде споделено. Зошто овој преглед, Presenter View што се вика, е многу добар за наставниците? Затоа што во главниот прозор стои слайдот што оди во моментот, а десно во малиот прозор стои наредниот слайд и ги гледате белешките или односно коментарите што ги имаме запишани. Исто така, горе стои времето на кое што се задржуваме на слайдот, можеме да го паузираме, можеме да го вратиме назад. Имаме други опции. Можеме да избериме молив налив за да пишуваме. Можеме да ги представиме сите слайдови како малецки сликички. Ако го користите Shift и плюс копчето, забележувате дека постојано се зголемуваат. А со Shift и минус ќе се намалуваат, но не е битно. На стрелката ќе се вратите назад. Доколку во одреден момент нешто се случи, ја имате четвртата опција, третата е за зумот, за лупата, која што кој сакате дел од презентацијата може да го зголемите. Со стрелките на тастатурата го движите зумот, а со уште еднаш кликнување се враќаме назад. На опцијата, ако кликнете на четвртата опција, презентацијата станува црна или бела, има различни опции, и тогаш слайдот ви е покриен. Последната опција, имаме неколку опции, во кои што, еве опцијата што ви кажував, дека екранот може да биде бел, а може да биде и црн. Може да ги прикажете алатките одоздола дури и не морате. Зошто е добро? Затоа што кога ќе одите на нареден слайд, вие гледате, забележувате во главниот прозор, имаме импликација и еквиваленција, а во наредно ќе ми се појави цели на наставната содржина. Значи, кога ќе кликнам, целите се појавуваат, ама веќе имам нов ред што ќе следи понатаму. Значи, на тој начин, во малиот прозорец ми е тоа што наредно ќе следи. Доколку имам содржина што треба да ја кажам, тој дел стои во делот кај Notes, белешки. Значи, ова е презентирање на презентација, сега се ќе го исклучам, преку Presenter View, која што се наоѓа, како што ви спомнав, во делот Present Online, што е овдека напишено, што може да ја забележувате. Ако стегнам на копчето црвеното, N Online Presentation, баш ме интересира сега, затоа што прв пат го пробувам, од е нова опција.
Некој што од вас проба да ја пушти презентацијата, како беше чувството или што се случуваше? Дали некој од вас во моментов проба да ја отвори оваа презентација, затоа што на линкот оди моментално оваа презентација, што ви го сподели. Еве јас сега ќе пробам да кликнам и ќе отворам не тој, ќе отворам нов таб од пребарувачот, за да ви покажам што ќе се гледа во моментот. Значи, ова е презентацијата, сега се отвора линкот од презентацијата што ја споделив. Сега ќе пробам да го намалам прозорот, за да можам да ви ги прикажам. Еве презентацијата што оди, еве презентацијата што оди на интернет. Значи, сега ќе ги наместам паралелно, ќе се обидам. Значи, ова е презентацијата што ја прикажувам, а ова е презентацијата што оди во моментот на интернет. Забележувате дека истата презентација, на истиот слайд. Ако сега ја пуштам од овој слайд, забележувате дека вие на интернет можете да одите сами на нареден слайд. Ќе зголемам. Значи, можете да изберите да го следите презентерот, односно да ме следите мене како ја презентирам презентацијата, или пак во долниот дел имате опција да ги следите слайдоидите како сакате вие. Не мора да го следите презентерот. А ако изберам првата опција, тогаш како што ќе се движам јас во мојата презентација, така ќе следите и вие. Значи, овдека имаме да се следи презентерот, да се видат белешките и да ја симнам презентацијата, за да можам потоа да си ја гледам. Значи, ова, повторувам, е многу добра опција за наставниците што ќе држат час во училница, а во исто време треба и учениците дома да можат да ја следат презентацијата што наставникот ја кажува на час. Значи, сега да се вратиме во презентацијата. Што беше презентирање на презентација во која што видовме дека можеме да ја презентираме презентацијата и на овој начин. А наредно, сега што ќе презентирам, вие преку Teams можете да го стартувате овој мод на работа и при тоа учениците да не можат да го видат што ова вие сега го гледавте. Тоа значи се прави на следниот начин. Јас ќе ја прекинам онлайн презентацијата, да не ни троши од интернетот. Ја прекинувам презентацијата онлайн. Покасно ќе се вратам на овие опции што се тука. Сега ќе го прекинам споделувањето. Значи ќе ви се прекини кај вас. Сега ќе споделам презентација, значи го користам копчето за share и ќе споделам прозорец од веќе отворена презентација. Значи ќе го споделам прозорецот од претходната презентација. Са, што е разликата? Значи сега споделив прозорец. Видете сега кога ќе кликнам за да се пушти презентацијата. Еве сега да го зголемам ова копчето. Значи во ова копче што беше F5 да се приклучи или пак ако некој сака команди Alt и F5 директно ќе не однесе во Presenter Mode. Сега. Внимавајте се. Вие ова што го гледате сега е само презентацијата, а јас од мојата страна ја гледам Present View, тоа што го гледавме преđеска. Ја гледам и презентацијата што оди во моментот и наредниот слайд. Сега, например, јас ќе изберам да ја скријам позадината, ама вие тоа не го видовте. Исто така ќе ја прикажам. Сега, исто така, јас ќе го земам моето пенкалце дигитално
ќе изберам боја, вие не го гледате сето сега тоа, ќе изберам боја и ќе изберам, например, црвена боја. Можам да запишам. Вие го гледате ова што го пишувам, а при тоа не гледате ниту една од опциите што јас ги правам попатно. Можам да избришам се што сум напишал, со гумата. И така натаму. Значи, јас сега ќе одам на нареден слайд, вие гледате презентацијата, а јас ги гледам во моментот, сега ќе го превртам екранот, да видите, на снимката да се види. Значи, вие сега ја гледате презентацијата, а јас го префалив од еден на друг монитор мојот преглед. Кога ќе гледате снимката ќе биде јасно. Значи, направете ја разликата. Како ја следевме презентацијата во претходното објаснување, како ја следиме сега. Сега ја следите презентацијата на цел екран. И овој е единствениот добар начин како да се презентира презентација. При мене не се следи презентацијата, значи не е споделен екран. Јас гледам, сега го прекинав сподела, затоа што ја следам на мобилниот. Кај останатите, еве сега го прекинувам прозорецот, сега нема. Ја следиме ние, ја следевме. Во ред, значи проблем е со интернет. Добре. Значи, тој е најчест проблем што се случува. Значи, на тој начин можеме да презентираме презентација. Било да е тоа преку Teams, било да е преку порталот што го имаме, сете што имаме Office 365 пакетот или од нашите компјутери. Напомнувам дека нема правилен начин како, но сува само напатствија како тоа можеме да го направиме најдобро. А сега сакам само да го напомнам следното, кое што сега ќе споделам презентација за да видите. Еве споделив презентацијата. А ова го имате само во десктоп верзијата од презентацијата. Значи, опцијата за снимање. Значи, вие како наставници можете оваш сето што оди во презентацијата да го снимите. Можете да снимите цел екран, screen recording, например, зошто би било ова практично? Јас ќе додадам последен слайд и ќе додадам уште еден слайд долу, празен. Овој слайд секогаш го правите да биде комплетно празен, значи да нема ништо, го користе фурнекот од Arduino. Сега, кога ќе појдеме во делот recording, што е горе, се тука заборав да напомнам дека можно и да го немате овој дел, а ако го немате табот recording, што се наоѓа тука, ќе дојдете до него така што ќе појдете во Files, ќе изберите Options и во, мислам дека беше, во Customize Ribbon, че тоа е во, сега ќе изголемам, во Customize Ribbon, во делот за Recording, ако не ви може да ви се случи да биде исклучен, че ќе го побарате Recording и ќе ја уклучите опцијата. И на тој начин ќе ви се појави табот за снимање, што во спротивно не е можно да го имате. Откако ќе ви се отвори овој таб, вие сте во можност на слайдот да правите што сакате. Може, ако кликнам на аудио, еве вака, можам да ставам звук што веќе имам, од песна, од било што, и јас можам јас самиот да се снимам. Еве сега, ќе ставам име, некое име и кликнувам на копчето што е за снимање, црвеното копче, и почнува да се снима. Забележувате дека во моментот оди 4 секунди како јас снимам. Значи, вие сега можете слободно да пишувате било што, еве јас сега можам да напишам и равенка, например, во случајот, што ми се закочи, можам да направам било што
Или пак, ако на слайдот имав напишано текст да го прочитам. Сега ќе кликнам на ОК. И ни се појави снимката од тоа што јас го зборував. Ако сакате да го пуштите, и почнува да се снима. Да, почнува да се снима. Тоа што го кажав или го објаснував слайдот, ако бев на некој од претходните слайдови, например на овој, сега наместо да го прочитам, да го така бледо да биде запишано, ќе се снимам како тоа го кажувам. Или пак може да се снимам како тоа се изработува, или како се решава задачата, или така натаму. Можности се бесконечно како тоа да се направи. И тоа сето тоа можеме да го направиме во PowerPoint без да излеземе од него. Некој ќе рече дека ова е во апликацијата. Сега ќе го прекинам ова споделување и ќе отворам, ќе ви споделам пребарувач. Видите како би изгледало од порталот на Office. Еве сега ќе отворам истата презентација, ама сега ќе отворам во пребарувач. Значи таа истата речис истата, не друга ова. Ова се логички закони, значи не е истата, ама не е проблем тоа. Значи сега можеме да провериме дали ги имаме истите опции на располагање. Можеме да вклучиме видео од YouTube, транзициите, анимациите се тука. Можеме да нестиме коментари. Можеме овој дел сега да го видиме што е, затоа што тоа е rehearse, вежбата што беше. Ова го видовме со јазиците. Ме интересира зошто овој дел. Еве, PowerPoint Live. Значи, еве сега што се доби. Преđеска не функционираше. А сега можеме да ја следиме и оваа презентација во живо. Еве го кодот што треба да го напишите, ќе го зумирам. Се извинувам, го исклучив погрешка. Тоа беше во, еве го овој дел. Че него кодот, сега ќе го зумирам, и ќе појдам десно да го видите. Запишете го овој код и всушност вие имате оваа презентација, можете да ја следите. Ве молам, кој што е во можност, нека ги запише овој линк, во вашиот пребарувач. Јас ќе го напишам кај мене на мобилен телефон, да видам што е тоа што ќе се добие. И ќе ви го споделам екранот од мојот мобилен телефон, за да видите што е тоа што ќе го гледате, што ќе го гледат учениците, ако го напишат линкот. Еве сега ја отворив презентацијата. И сега јас ќе се обидам да прекинам тука со споделување и ќе се обидам да го споделам екранот од мојот мобилен телефон. Да видиме, ќе се обидам всушност, дали ќе успееме тоа да го направиме. Видите како ќе добиете, каква слика ќе добиете ако го споделите ова. Vidi si stojeći blisko kako nas bolo tu Natalija. Slušam ga od veka. Значи сега ќе пробам да споделам. Еве го сега, го споделувам мојот мобилен телефон, значи екранот од мојот мобилен телефон. Значи сега ќе се обидам да ја најдам, еве презентацијата што ја споделив.
Читаеш што во моментот одеш. И само имаме информација дека еден е приклучен, тоест во моментот сум јас. Бара дозвола за приклучување. Значи најверојатно јас бидејќи сум во моето училиште, а каква дозвола бара? Што ви побара? Мене ми бара последна верзија на PowerPoint Live. Значи, а дали имате вие Office 365 на училиште? Или пробувате со лична сметка? Па на мобилен пробувам. Да, ама Јас пробувам на да мобилниот обидувам со приватна сметка и не допушта. не допушта. Значи треба ова да е, имате ова треба да го Office следат Office 365, значи сите што ќе имаат, бидејќи ќе биде во затворен круг во училиштето, сите што го имаат ова, ќе можат да го следат во живо. Значи јас сега ќе го исклучам. Ќе го прекинам споделувањето од мобилен телефон. И ќе излезам од мобилниот. Значи, доколку сакате, сега и за тоа ќе се содржам и ќе завршам денес, доколку сакате, како во овој случај сега, да еве презентацијата, сега ќе исклучам овдека, доколку сакате, некому да му споделите линк од презентацијата. Сега ќе прекинам сесијата во живо. Значи, доколку сакате да ја споделите, горе десно имате опција Share. Сега ова е во Office 365 пакетот. Кога ќе кликнете на Share, ќе добиете прозорче, што е многу значајно. При тоа имате опција, првата опција што се од понудените, било кој со линкот е избрана, да дозволам уредување. Ако е вака наместено, подесено, тогаш секој што ќе го има линкот може да уредува презентацијата. Што всушност и не е баш добро да го направите. Значи сега, секој што го има линкот, луѓето од Блаже Конески, луѓето со веќе постоечки пристап или само одредени луѓе со мејл што ќе ги запишат. Јас ќе добирам било кој да не може да уредува, може да поставам датум, можам да поставам лозинка, а може и да го блокирам даунлодирањето. Јас еве сега ќе го ослободам даунлодирањето за да може кој сака да си ја земе презентацијата. Ќе кликнам сега на Apply. И ако го знам мејлот, ќе го напишам тука. Но бидејќи не го знам мејлот сега, ќе кликнам Copy. Се доби линкот од презентацијата. И секој со линкот може да ја види. Ќе кликнам уште еднаш, за да ми се копира линкот. И сега... Не се гледа. Момент, се прекина. Еве сега. Еве го сега. Ама ништо претходно не се виде. Сега ќе го вратам назад, се извинувам. Еве го. Јас мислев дека е во ред. Сега го гледате презентацијата. Сега се гледа, Во ред, се извинувам. Ама претходно Еве ништо не видов. сега, уште еднаш повторувам. Добро, благодарам. Значи, ова е многу важно. Како ќе му ја споделите некому презентацијата, за да може да ја види. Да не биде тоа лайв да има најнова верзија. Значи, секој со линкот може да уредува. Ако е избрана опцијата, луѓето во организацијата од каде што работите, луѓето што имаат пристап или само одредени луѓе. Ако сакате да ја уредуваат луѓето, на тој што ќе му ја дадете презентацијата, треба да го има ова копче избрано. Ако не, ако го исклучам сега, значи вие ќе ја добиете без можност за уредување. Ако кликнам во овој дел, ќе го блокирам даунлодот, значи вие само ќе ја гледате презентацијата и нема да можете да си ја симните. Еве сега ќе кликнам на Apply. Во делот можам и Enter email, може да го пишеме и имејлот на човекот, но јас сакам само да ја копирам. Ќе кликнам Copy и веќе линкот е креиран. Ќе го копирам линкот. Сега ќе го отворам нашиот состанок и во чет ќе ви го испратам линкот од презентацијата.
сега ќе видите. Ќе го копирам линкот и ќе отворам нов прозорец и ќе го ставам линкот што го копирав. Сега, ова е тоа што ќе го добиете ви. Откако ќе отворите презентацијата. Значи, ја отворате во и веб верзија, горе забележувате на насловната лента дека е view only, значи може само да ја гледате, и имате две жолти ленти со информации, во кои што втората кажува дека немате дозвола да го даунлодирате или печатите овој файл. А горната е другите услуги што ги имаме од Microsoft. Но внимавајте, вие се уште можете да ја презентирате. Ја имате презентацијата, можете да ја презентирате презентацијата, да ја искористите, но не можете да се симните. А можете да правите што сакате. Можете коментар да ставите на презентацијата, но во моментов коментарите се исклучени. Забележувате одека пишува кој е собственикот на оваа презентација и кој ви ја споделил. Чи на тој начин можете да споделите презентација и сега мислам дека ако се обидите, дека ќе можете да ја отворите и на вашите компјутери. Или на мобилен телефон, доколку имате PowerPoint на мобилен телефон. Значи, ова би било најкратко и најбрзо што би можеле да направиме, а потоа во некој од наредните сесии ќе зборуваме за тоа како всушност ќе направиме интерактивна презентација во која што учениците ќе учествуваат со тоа што ќе извршуваат некакви активности. Нема да биде само презентација како презентација, туку како учениците активно да учествуваат во работата на часот. Јас би го прекинал ова споделување сега, би се вратил назад. Имам уште толку многу што можеме да направиме. Сега, не напомнав, а како ќе работиме со презентација во Teams, затоа што тоа е поврзано со работата со фајлови, а тоа го оставам за утре. Значи, утре, на утрешната средба, пред, како крајот и петок нема да имаме, на утрешната средба ќе зборуваме за работа со фајлови, каде се зачувуваат фајловите, што ако некој файл се избриши, дали може да се врати и така натаму, и што е поврзано со тоа како да го средиме оценувањето. Затоа што тоа е оценување со фајлови, како да задаваме домашни, како да ги прегледуваме домашните, како учениците да прикачат домашно од мобилен, затоа што тоа ми беше најчесто поставувано прашање од учениците. Ќе се обидам утре да одговорам за тоа. Па значи како кратка најава за утрешната средба би било тоа. Значи ќе работиме со фајлови и за оценувањето во делот во Teams, каде што ќе прикажем повторно како може да се работи со PowerPoint презентација, но не само со PowerPoint, со било каков файл. Па јас завршив толку за денес, па повелете ако имате некакви проблеми, некакви прашања, слободно поставете ги. Повели Цветанка. Да ви ќе го прикажам екранот да се гледате и вие самите себе си, да не биде празно тоа. Додека чекаме некој да се приклучи. Ова го гледам сега и јас во моментот и вие како наставници би го гледале сето тоа. Затоа ви спомнував, не можам да споделувам. Ако кликнам на икончето што е горе за споделување, автоматски ќе се прекини споделувањето. Дали имате прашања во врска со ова? Ако не, да се обидиме да одговориме, ако не со тоа денесната средба ја завршиме. И најавувам средба утре во истото време на истото место.
Благодариме. Нема нешто. Благодариме. Довидување. Благодарим и довидување.